Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. U ime na Otca i Sina i Svetijeg Duha. Amin. Возлюбени Христа Бога, братья и сестры, днешното свето Евангелие зборува за оној дел од животот на човекот без кој што живот вистински нема. Зборува за верата и за силата на верата, на оној што има и за немокта на оној што ја нема. Бидејќи во денешното Евангелие имаме живи примери и за едното и за друго. Најпрво до Христа, како и секогаш окружен од множество народ, со намера да чуе неговата спасителна беседа, но и да најде лек за сите своји немоки, слабости, недостатоци. Пред Христа се најде еден татко, целиот претворен во грижа, во тага, во бол. И стоејќи на колена, пара од Христа Господа да го излечи неговиот безомачен син, во чии внатрешни простори се вселил демонот кој што час го фрљал во огин, час во вода. И секојаш постоела опасноста синот на тој загрижен татко да го загуби дарот на живот. Тој побара од Христа, ако сака да го излечи неговото дете. Но не пропушти да каже, да му каже на Христос дека Христос му е последната надеж, бидејќи пред тоа барал помош на многу страни. Дури им се обратив и на твоите ученици, но тие не можеа да го излечат. И тогаш Христос употреби жестоки зборови, со кои што ја окарактеризира духовната состојба на народот оттуген од Бога низ вековите. Тоа што и сега ни се случува е нешто што се случувало и во времето кога Христос влезе во историјата на човекот и на светот и градеше вечна коегзистенција помеѓу Бога и човекот, ставајќи го и човекот и светот како творби Божи на патот од спасението. А патот на спасението е патот на реализација на планот Божи, планот на Творецот за творбата. И тогаш да се вратиме на Христос и неговата жестока реакција. Ги употреби зборовите род неверен. Потоа ги употреби зборовите до кога ќе ве трпам, до кога ќе ве чекам. Мислејќи на тоа дека
луѓето со кои што си има работа, или ја загубиле целосно верата своја, или верата до тој степен ослабила, што станала неупотреблива. А верата слабе тогаш кога се оддалечува од незините извори. А незиното потекло е божествено. Непресушниот извор на нашата вера е самиот Бог кој што ни ја дава, за со таа сила нему да му се вратиме и да ја реализираме неговата божествената идеја за човекот кој што стапува во вечна заедница со живиот троичен Бог. И потоа Христос побара да му го донесат детето пред него. И со божествената сила со која што тој управува и пред која што и самите демони треперат стоејќи пред него, му се закани веднаш да го напушти детето. И детето слободно од робството кон нечистите сили, во моментот се стекна со духовно здравје, со благоразумје, со здрав памет, со здрав ум, со чисто срце. И сите други гносеолошки инструменти со кои што човекот го регистрира живото присуство Божје во својот собствен живот, профункционира онака како што треба и зашто се од Бога создадени и вградени во природата на човекот. Можете да замислите колкава била радоста на таткото после чудесното излекување на синот. Но веднаш потоа, кога Христос остана сам со своите ученици, учениците загрижени му поставија прашање: Учителе, зошто пак ние не можевме да го излечиме момчето? А тој без двоумење им ја кажа диагнозата: заради недостаток на вера, заради вашето неверие, затоа што немате вера, затоа и не можете да излечите. А оно што има вера, голема колку зрното на синапот, тој најмалечкото зрнце од сите растителни зрнци. Тој ќе и рече на планинава да се премести од овде таму и таа ќе се премести. И нема нешто што ќе посакате, а да не ви биде дадено и остварено. Но нас не мачи скепсата, сомнежност. Она што со Петар се случуваше во Светото Евангелие, читано минатата седмица. Сакаме, но не сме доследни до тоа што го сакаме. Нашиот ум е расеан. Тој шета, плови по волуменозните простори на овој свет, запирајќи на се што ќе се испречи на неговиот пат, со можност, со капацитети да му го одземе севкупното внимание и да го зароби макар за миг. Но тоа се случува
so site predmeti i so site pojavi, odnosno fenomeni svojstveni za ovoj svet. Poradi što umotna čovjekot je razbijen, prestana da bude integralen, sobran vo jedno. A to jedno je fokusna točka narečena Hristos. Hristos je to što gi sobira naši nepravda i gi napočeva da se bliža popravec na tega, što mu je zadadena na čovjekov ovdje. Zašto eden je čovjekov projave vo mirijadi i postati, vo mirijadi ličnosti. I potom Hristos dade ušte nešto doznaje. Neka silite na podnebesjeto i podzemljeto. Ne čistite sili, možda da se istega i da se pobjeda samo so post i so molitva. Ne slučajno. Dnešното evangeljsko čitilo go čitame dneska, koga se slučuva golemiot i spasitelen posvetena Bogorodica, majka i njezinoto čudesno uspenje. Po koje što uštednaš, na najeksplicitne način smrtna je porazena. Či malo voskresenje, Bogorodica majka go doživila kašto njeziniot sin, istinski od Boga, istinski od čovjek Hristos, predstva, ko postigna so svetoto i vo svetoto Pobeduvajte ja smrta, silata na Božje bliže. Toa i se slučila na Bogorodica majka, poradi što vedime uspenje zaspala Bogorodica. Kako što zaspale sedute od rodina od Efes, či pravi proslavne dneska. I tije go son pominale cijeli 200 godini. Vo pešterata vo kašto bile zadzidani, živi, se namjera da umrat, smrta da gi pobjedi. To i čuvaše o životu što jednaš za sekogaš im go dade. Da posle 200 godini gradežni rabotnici na nekoja gradba gi izrekuvale kamenjata od obzidanata peštera, kamen po kamen, da vonja da je vidat pobedata na život na smrca. Sedmute živi rečinja, ko su kako od solce probudile, sposobni da im raskažat na silata Gospodnja. Najmjeni moji, evanđelička pravimo, poklonu, da bi se to sami od den, Gospodine, nedela, Kyriaki, den Gospode, ne posvete na ta pobjeda. Vseka nedela, od 7. den, vo sedmica, ja slavime golemata pobjeda na život nad smrta. Go slavuje svetoto Hristovo voskresenje. Nije sme deca na voskresnati od Bog i živejme so dolg i so odgovornost pred cite drugi. Nalik na 7. momčinja od Efes. Na site što ne zna za Hristos, da im ja otkrijeme silata Hristova, ljubovta Hristova, nesmrtni od život, što od nego ni doanja. Amin. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.